Ги среќаваме во голем број, а во иднина ќе ги има се повеќе. Со својата економичност и практичност, електричните тротинети на јуриш ги освоија и нашите улици. Не ни требаше многу време да сватиме дека се совршен лек за гужвите и одлична алтернатива за јавниот превоз. Ги има секакви, од ефтини кинески кои едва и се носат самите себе си, до такви кои развиваат дури и 50 км на час. Но додека градот ги субвенционира, законот не ги препознава. Како нов тип на превозно средство, тие никаде не се дефинирани и иако ги гледаме на улиците, тој не може да ги види. Затоа можете да ги возите пијани или дрогирани, да изведувате акробации и воопшто да правите што сакате со нив. Полицијата не може да ви напише казна, оти нема врз основа на што. Ова сепак мора итно да се смени, бидејќи нивните возачи се целосно незаштитени и физички и законски. Мора да се донесат правила какви електрични тротинети смеат да се продаваат, пред се во поглед на безбедноста и светлосната опрема. Треба да се регулира и кој, како и каде смее да ги вози. Германија прва го стори тоа, пропишувајќи дека тие може да бидат управувани од лица постари од 14 години со брзина до 20 км на час. И тоа на јавните сообраќајници, што значи не само по велосипедските патеки, туку и на улиците и булеварите. Но таму сообраќајната култура е на високо ниво, а токму заради нашата, мора да ги заштитиме возачите на електричните тротинети додека не е доцна.